Рибарските мрежи духови опасни по живиот свет во Охридското езеро. Според експертите, оставените или заборавените мрежи представуваат закана за екосистемот, кој е под голем притисок од загадувањето и човековото влијание. Најмногу ги има точно на местата одредени како природни рибни плодишта, што се и најинтересни локации за рибократците. За мрежите духови ништо не е направено од таа страна, а проблемот е двоен. Значи секаде ги има. Може би заради циркулацијата на водните струења повеќе се акумулираат на наша страна заради супстратот, повеќе каменен супстрат има на источната и југоисточната обала, но од друга страна се она што би требало да се спроведе како активност за заштита, не само на пастрмските видови, туку и на целиот рибен фонд од Охридското езеро, потребно е да се превземат билатерални активности и мерки. Редовните акции за чистење се клучни бидејќи рибарските мрежи со децении гнијат во длабочините на езерото и го загрозуваат опстанокот на живиот свет во него, меѓу кои на Охридската пастрмка и Белвица. Секоја година имаме вадење по дел на рибарски мрежи, но сепак за еден пообемен проект, пошто сведоци сме дека постојат се уште мрежи духови, за пообемен проект треба сигурно добро финансирање и подолго време работа. Значи, ние ги детектираме прво, мрежите на кој дел се, на која длабочина, колку мрежи се во прашање и посебно со посебна опрема за вадење на тие мрежи, лифтови под вода, бови и други работи ги вадиме на површина. Во 2017 година беа извадени импозантни 14 километри мрежи. Во 2023 околу 2 километри, а последната нуркачка акција беше спроведена во октомври лани. Добрите познавачи апелираат на позачестени контроли и поригорозни казни. Нина Аритоновска, Сител телевизија.